Во терминот резервиран за интервју на телевизија Нова, мој соговорник вечерва е Сашо Димитриевски, директорот на Агенцијата за електронски комуникации. Кажете ми, на последниот отворен состанок на Агенцијата за електронски комуникации најавивте дека земјава е подготвена за нов мобилен оператор. Има ли Македонија капацитет за тоа? Добро вечер до вашите гледачи. Македонија се подготвува за влез на нови мобилни оператори. Значи, ние го отвараме просторот за влез на виртуелни мобилни оператори, кои што може да бидат неограничено многу, но исто така ствараме услови за влез и на мрежен оператор. Тоа значи дека после спроведените анализи и после податоците со кои излеговме дека трендот на поскапување на телефонските услуги не е во интерес на граѓаните, агенцијата ги припрема сите предуслови за да се овозможи влез на нови оператори. Тоа значи подготвување на нова регулатива со која што ќе се поедностават условите под кои ќе може да склучуваат договори виртуелните оператори, но и да се обезбеди фреквенцијски опсег за да воопшто има можност да дојде нов мрежен оператор и да работи во Македонија. Дали пазарот во Македонија загуби на конкурентност по освојувањето на VP1, она што е најактуелно во мобилната технологија? Она што мора да истакнеме е дека трендот во светот, особено во Европа, е на окрупнување на мобилните оператори. Што значи тоа не можевме да го избегнеме и тука. Едноставно големите компании се купуваат, се продаваат една со друга и тој тренд и понатаму ќе продолжи, но тука е пак улогата на агенцијата да кога ќе почувствува дека пазарот веќе се затвора, да овозможи преку регулаторни мерки пристап на нови оператори, значи тоа и го правиме во изминатиот период, како што знаете, за ново настанатата ситуација и за на некој начин новите регулативи кои стапуваат во сила ги известивме сите релевантни оператори во светот. Очекуваме доколку некој има интерес да контактира со надлежните во Македонија, со операторите. Дали ќе има интерес, во моментов не можеме да кажеме за мрежен оператор, за виртуелни оператори во секој случај дека ќе има интерес, но доколку пронајдат бизнис основа за да инвестираат во Македонија, мислам дека тоа и ќе се случи. Така, според вашите последни пресметки, по спојувањето на VP1, 15% поскапе минута разговора, 20% интернетот за граѓаните. Која беше причината за овие нови цени? Анализите кои агенцијата ги спроведува се засноваат врз извештаите кои што ги доставуваат операторите до агенцијата. Значи, ние имаме релевантни извори на информации, конкретен увид во извештаите на операторите, од сето тоа согледано, сублимирано, дојдовме до заклучок дека цените одат по нагорна линија. Не по основ секогаш дека мегабајтот или минутата се поскапува, но во анализата ги разгледувавме и случаевите кога одреден пакет ја има истата цена, значи на некој начин цената не се покачува, но количината на услуга е намалена. Што значи за иста цена добивате помала количина на услуга. Сето тоа доведе повторно до размислување дека сепак треба да се на некој начин да се размрда пазарот, а тоа е со влез на нови оператори, што и го правиме. Значи ние ги правиме предусловите да може да стопанисуваат позитивно евентуалните нови оператори. Тогаш би дошле до некакво поевтинување на услугите? Јас мислам дека поевтинување ќе дојде и сега, затоа што она што произлезе од анализата која ја спроведовме е дека и двата оператори се назначени како оператори со доминантна моќ на пазарот. До сега тоа беше само Телеком, во моментов и двата оператори се назначени како оператори со доминантна моќ, тоа ќе овозможи ние како агенција понатаму да ги контролираме цените и на двата оператори. Така, од кога знам во Македонија за мобилни телефони цената на SMS пораката чини 5 денари. Ако грешам, поправете ме, ве молам. Зашто не поевтинуваат SMS пораките? Видете, SMS пораките, како што и сте свесни, веќе не се основниот начин на комуникација помеѓу граѓаните. Она што поевтинува е бројот на бесплатни пораки кои вие ги добивате во секој
пакет со кој што ќе го договорите со операторот. Така да бројот на SMS пораки како бесплатен дел во пакетот е толку голем што мислам дека е веќе и нерелевантна и цената околу SMS пораката. Да, меѓутоа има се уште некои од мобилните оператори кои што нудат, односно во пакетите немаат бесплатни пораки, затоа ми беше чисто цената зашто не паѓа на 3 денари, на 2,5 денари, што толку веројатно истата цена. Да, фокусот веќе не е на SMS пораките. Мислам дека полека како начин на комуникација изумираат и Со Viber, со другите... Во секој случај, како сервиси кои што ги нарекуваме over the top сервиси. Какви цени да очекуваат македонските граѓани сега пред летните одмори за роаминг услугите? Па тоа го споменавме и претходно. Со неколку држави ние склучивме регионален роаминг, што значи во тие држави со кои што имаме такви договори, цените сукцесивно паѓаат секоја година. Тоа се Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина. Значи, само во овие држави, во летниот период може да очекуваме наредни намалувања. Првите намалувања, согласно договорите кои што ги склучивме како 4 држави, настапија во 2015 година, кога имаше најдрастичен пад на цените. Чисто за илустрација, 73% падна цената на минута говор, околу 20% падна цената на SMS пораките и најдрастично беше намалувањето во однос на роамингот од 370 денари за 1 мегабајт интернет во роаминг. Во 2015 година цената падна на 43 денари. Оваа година, како што е договорот, на 1 јули настапува вториот бран на поевтинување, просечно да не ги читаме повторно бројките, околу 20% имаме дополнителни намалувања и заклучно со 1 јули 2017 година настапуваат последните мерки на намалување, така да во овие 4 држави осетно ќе биде намалувањето на цените за роаминг, но само во овие 4 држави. Така во пари од прилика колку би чинела една минута? Во пари, значи 1 мегабајт интернет во роаминг во овие 4 држави ќе кошта 27,8 денари, една SMS порака ќе кошта 4,9 денари и 1 минут разговор на роаминг ќе биде 14,8 денари. Така, а што се случува со земјите од Европската унија? Треба да бидеме членка? Не попуштаат земјите? Нели имаше и таква иницијатива да се изравниме и со... Да, за жал членките на Европската унија меѓу себе имаат далеку по-добри цени во роаминг, особено со новата Евро 3 регулатива. Бидејќи не сме членка на Европската унија, не можеме да ги пременуваме тие договори. Единствен начин е овај да меѓусебно се договараат регулаторите и државите за да се намалуваат цените, што морам да кажем не е секогаш добро прифатено и од операторите, но ние инсистираме во интерес на граѓаните да се намалуваат цените во роаминг. Така, кој од кабелските оператори добива најмногу критики на своја адреса и зашто најмногу добиваат критики? Па видете, ние добиваме приговори по разни основи, како што го прикажавме во извештајот, околу 490 приговори имаме во овие 6 месеци. Најголем дел на приговорите се однесуваат на мобилните оператори и мобилен интернет. Околу 30 на приговори имаме по однос на услугите во кабелските, кај кабелските оператори. Немам точно по кабелски оператор, но во секој случај што им причина генерално кога гледа телевизија? Немам таков податок, затоа што сепак за тие работи се грижи и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги, така да по-детално би можеле тие да ви кажат околу сето тоа. Колку е ваша одговорност и правилото за кабелските оператори, зашто не се почитува она со иститлување да има превод македонски? Зашто не го почитуваат кабелските оператори ова правило? Истото и тука важи. Значи ние не сме надлежни во делот на содржината на медиумите, така да и ова прашање ќе сигурно и вакви приговори стигнуваат и на ваша адреса. Кога сме кај приговорите, тоа станува долг процес кој што најпрво нели се обраќаме кон операторот, па таму се чека 1 месец или повеќе период, подолг период, потоа се пренесува приговорот кај вас во Агенцијата за електронски комуникации.
Дали граѓаните се откажуваат пред да се одлучат да приговараат? Не. Сепак законската регулатива е таа. Прво мора да се обратите до операторот до кој што имате приговор, доколку не сте задоволни од неговиот одговор или сметате дека може позитивно се реши за вас, се обраќате до Агенцијата за електронски комуникации. Секогаш може да се подобри процесот, но согласно законските регулативи, тоа е патот на доставување на приговорите. Мислам дека граѓаните генерално се задоволни од брзината и услугата која имаат во агенцијата. Имаме огромен број на вработени кои се точно заангажирани околу овој процес. И мислам дека и се задоволни затоа што има некоја институција која што ги штити нивните интереси во очи на операторите. Така, значи за намалување на бирократските процедури ќе треба промена на закон, да има измени во законот. Брзината на интернетот е моето следно прашање. Дали се контролира брзината на интернетот, она која што ја нуди операторот? Дали е точна понудата? Да, брзината на интернетот од страна на агенцијата се контролира во моментов, но само во мобилниот интернет. И она што се нуди е на задоволително ниво. Според нашите мерења може да кажеме дека генерално брзината на даунлод на интернет е околу 13,5 мегабити во секунда, што е задоволително и далеко е над она што се задолжени операторите да го обезбедат, тоа е 3 мегабити во секунда. Кај двата оператори има разлика, но во секој случај е далеку над долната граница од 3 мегабити во секунда со која што се задолжени согласно правилникот на агенцијата. Така, 4G, колку оваа технологија е достапна во Македонија? Нешто што е новина на македонскиот пазар. Македонија е една од државите во Европа која што е сосема солидно покриена со модерни технологии и истото се однесува и на 4G технологиите. Во моментов околу 70% од населението во државата е покриено со оваа технологија и тоа е основната технологија која ви овозможува толку големи брзини на пристап на интернет. Она што нашите анализи го покажуваат е дека е квалитетот и покриеноста сега за сега на задоволително ниво. Како се користи рецепта 4G? Само со смарт телефоните? Да, значи 4G технологијата ви овозможува поголеми брзини на пристап до интернет. Тоа е основното. Инаку за основните сервиси на говорна и SMS технологија, доволно ви е и 2G технологијата. За да може да ги остварувате тие брзини на интернет, потребна ви е 4G технологија. Колку имаме смартфони во Македонија? Има некој податок? Имаме податок. Тој податок се однесува на активни корисници на мобилен интернет. Таа бројка според анализата од четвртиот квартал на 2015 година е над 1.100.000 корисници, што е квартално зголемување за пред 5% од претходниот квартал. Значи, бројот на корисници на мобилен интернет драстично се зголемува, но тоа е бројката на вкупни мобилни уреди кои што биле вклучени во услугата на користење на мобилен интернет. Тоа што ме интересира. Дали оние што имаат послаби телефони имаат полоша врска и полош 4G од оние што имаат по-нови, по-убави, по-добри телефони? Не. Секој мобилен апарат кој што поддржува 4G технологија има еднакви перформанси како и некој по-скап или по-софистициран модел, значи брзините на пристап ќе бидат еднакви. Значи, ако они сецка или кога нема добар интернет, тоа е до операторот или до апаратот? Тоа е до моменталната состојба на мрежата. Многу е битно, значи брзината на пристап до интернет зависи од бројот, од многу фактори. Еден од нив е и бројот на корисници кои што на тоа место во исто време се поврзани на интернет, така да тоа секогаш варира во зависност од моменталната ситуација. Така е, последно прашање, со оглед на времето, има ли Македонија стратегија како да го развива телекомуникацијскиот пазар во следниве 10 години? Да. Македонија има стратегија, Агенцијата за електронски комуникации има своја стратегија, која што е јавно објавена на нашата веб страна.
Една од најголемите предизвици за агенцијата и воопшто за државата во ова поле е остварувањето на агендата 2020, што значи дека на крајните корисници до крајот на 2020 година ќе им се обезбеди непречен пристап од 100 мегабита во секунда на пристап до интернет. Тоа ќе бара и многу инвестиции од страна на операторите, но и нешто на кое што ние ќе инсистираме да се оствари до крајот на 2020 година, инаку тековно сите овие работи се одвиваат како што ќе се минуваат ситуациите на пазарот, агенцијата соодветно ќе реагира со соодветни регулативи. Така. Јас ви благодарам за времето, почитувани, останете на истата фреквенција, следува нов информативен влог на телевизија Нова.